Добар ден, почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Васко Наумовски, универзитетски професор, поранешен амбасадор во Вашингтон и поранешен вице-премиер за евроинтеграции. Господине Наумовски, ако македонското патување кон Европската Унија е пат од Скопје до Брисел, во 2009 сме стигнале до Будимпешта, а во 2010 до Виена. Ова е ваша изјава дадена како вице-премиер во 2010 година. Како тогаш македонскиот пат кон Европската Унија 12 години подоцна заглави во Софија? Доколку ги анализираме сите процеси во изминатите десетина години, може лесно да се заклучи дека и поддршката за Европската Унија, што имавме помеѓу граѓаните, а и суштината на реформите и нивниот успех беше поголема пред повеќе години отколку што тоа е во последните 2-3 години. Имено анкетите и истражувањата на јавното мислење што се правеа во тој период покажува исклучително висока поддршка меѓу граѓаните, нешто што не е случај сега. И дополнително оценките што ги добивавме од самата Европска комисија и од останатите европски институции во соодветните извештаи демонстрира видлив напредок во повеќе области. За разлика од тој период, ние во изминатите 2 или 3 години имаме еден период на стагнација не само на нашиот формален пат кон полноправното членство, туку и период на стагнација во реформите, што е констатирано не само од извештаите на Европската Унија, туку и во извештаите на останати меѓународни организации. И тука аз го гледам најголемиот предизвик за актуелната власт, тоа е како да ги врати реформите на собствената агенда и да ја врати на висока поддршка што постоеше за членство во Европската Унија меѓу нашето население пред десетина години. Само реформите ли се или има и политички причини? Тие два процеси според мене одат паралелно, имено доколку во минатото пречката за нашата европска интеграција беше ветото од страна на Грција, што негативно влијаеше подоцна и на самите реформи, овој пат сме соочени со бугарското вето, кое што влијае неповолно на севкупната атмосфера. Имено доколку сте соочени со вето, многу е тешко да ја одржите мотивацијата и кај власта, и кај администрацијата, и кај сите останати општествени фактори за европеизација на сите општествени процеси, затоа што она добро позната политика на условување од страна на Европската Унија не функционира. Она што требаше да значи реформи за напредок е претворено во една ситуација на статус кво, односно колку и да направиме реформи, колку и да имаме успеси во реформите, ние не правиме чекор напред кон полноправното членство и тука мислам дека со евентуално откочување на процесите и отстранување на бугарското вето ќе се даде еден дополнителен стимул на самите реформи. Бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска по палењето на вратата на бугарскиот културен центар Ванчо Михајлов во Битола рече дека брзата реакција од полицијата и пронаоѓањето на сторителите ќе бидат доказ дека има борба против говорот на омраза. Полицијата го расчисти случајот, уапсен е пејачот Ламбе Алабаковски, одреден му е притвор. Како тоа сега ќе влијае на односите со Бугарија? Не е тајна дека постојат одредени центри на влијание и во двете држави кои што се насочени кон стимулирање на говорот на омраза. Некако ние ми се чини дека дозволивме бугарската страна постојано нас да не обвинува дека во Македонија постои говор на омраза кон Бугарија, а се занемаруваат сите оние случаи на говор на омраза кон Македонија кои што постојат во бугарското општество и кои што се длабоко вкоренети не само во нивните институции, туку и во останатите делови на општеството. Оттаму сметам дека и двете влади станаа свесни дека треба да се спротивстават на случаи кои што можат да се толкуваат како говор на омраза на двете страни и да не дозволат тие да ги попречат разговорите. Сепак, кога се зборува за отстранување на говорот на омраза на двете страни на границата, тоа е само еден дел од работата што треба да се заврши. Имено треба да се работи не само на елиминација на говорот на омраза, туку и на поттикнување на позитивни чекори. Она што го имавме како една позитивна иницијатива од актуелниот бугарски премиер Петков за тие така наречени работни групи, за жал замре како процес, односно таа идеја не ги даде посекуваните резултати, иако имаше потенцијал тоа да се оствари. Се чини дека и самиот премиер Петков на некој начин стана заложник на така наречената длабока држава во Бугарија, која што се противи на добрососедството со Македонија, а со тоа е пречка и за нашата европска интеграција.
Дополнително тука се и неговите проблеми во коалицијата, проблемите во комуникацијата и односот со претседателот Радев, зашто верувам дека ќе биде потребен еден дополнителен напор од страна на останатите европски партнери, европските институции, како и од страна на Соединетите американски држави, доколку сакаме да создадеме некаков потенцијал за пробив во наредните неколку недели. Колка ви се шансите за повлекување на бугарското вето за почетокот на преговори на Македонија со Европската унија? Гледаме дека во изминатите неколку недели има засилена активност од страна на француското претседателство, после крајот на претседателските избори во Франција, личен ангажман на претседателот Макрон, ангажман од страна на високи представници во американската администрација, директна комуникација со претседателот Радев, со премиерите на двете држави, како и еден засилен ангажман на останатите европски партнери, најавена и посета на германскиот канцелар Шолц и на Скопје и на Софија, со што верувам дека ќе се направи обид да се исцрпат сите можности да се направи пробив. Имено она што преостанува до крајот на француското претседателство е одржувањето на така наречениот самит со Западниот Балкан на 23 јуни. Времето е навистина кратко, но доколку сите оние разговори помеѓу Министерствата за надворешни работи дадат добра основа за подигнување на решението повисоко на политичко ниво на премиерите и претседателот Радев од бугарска страна, можеме да очекуваме дека сепак постои една мала шанса за отстранување на ветото до 23 јуни. Можно ли е руската инвазија врз Украина и геополитичките превирања што ги предизвика во Европа да го забрзаат македонскиот европски пат? Точно дека ова руска инвазија ја освести Европската унија дека иако сме длабоко навлезени во 21 век, ние се уште се соочуваме со нарушување на основите на меѓународното право на европскиот континент и ја зајакна потребата за дополнителна солидарност помеѓу државите во Европа. Ние и како најнова членка на НАТО сме дел од таа солидарност помеѓу државите членки на НАТО, од кои што најголем дел се членки и на Европската унија. И во таа насока може да се очекува дека ќе порасне свесноста за потребата за стабилизација на регионот на Западниот Балкан, затоа што проширувањето одамна веќе не се третира само како една политика на Европската унија која што е независна од другите, туку е тесно поврзана и со европската безбедносна политика, односно процесот на проширување е во насока на конечна стабилизација на Западниот Балкан и со тоа отстранување на сите можни безбедносни ризици кои што негативно ќе влијаат и на останатиот дел од Европа. Во таа насока се и напорите на Соединетите американски држави, чии што цели на Западниот Балкан се стабилизација на Балканот и негова целосна интеграција во Европската унија, со што ќе се постигнати оние идеали за обединување на Европа, на Европската унија, нејзина стабилизација и отстранување на сите можни негативни влијанија од страна на други држави. Како губењето на европската перспектива ќе влијае на спроведувањето, па и на одбраната на Преспанскиот договор со оглед на тоа што беше промовиран како документ кој ќе ги помогне македонските евроинтеграции? Да, целата приказна со Преспанскиот договор се потпираше на членството во Европската унија и во НАТО. Доколку делот со НАТО е веќе завршен, она приказна за Европска Македонија сега е доведена во прашање и неслучајно ние слушаме и од високи грчки представници дека тие се сега најголемите поддржувачи на проширувањето и на членството на Македонија во Европската унија. Тие најдобро знаат дека доколку не е јасно потврдена европската перспектива на Македонија, ќе се доведе во прашање и структурата на Преспанскиот договор, односно ќе се зајакнат сите оние гласови кои што велат дека сите жртви и отстапки кои што Македонија ги направи во тој Преспански договор, во суштина не донесоа она што беше ветувано, односно напредок во преговорите за полноправно членство и евентуално полноправно членство. Тука јас вината ја гледам и кај нашата влада во изминатите години, која што според мене непотребно ги креваше сите оние очекувања дека веднаш штом се заврши Преспанскиот договор, Македонија ќе ги започне преговорите, дури и се лицитираше со некакви кратки периоди за завршување на преговорите и полноправно членство. Сега, неколку години подоцна, ние гледаме дека сите тие очекувања биле нереални, што дополнително го зајакнува чувството на фрустрација кај македонските граѓани, разочараноста од севкупниот процес и доколку
не е јасна оваа европска перспектива, сметам дека ќе се зајакнат сите оние тези дека Преспанскиот договор можеби треба да претрпи одредена адаптација. Можно ли е стратешкиот диалог со Соединетите Американски држави да ги компензира закочените евроинтеграции? Сведоци сме дека секогаш кога Европската унија нема да биде во состојба да испорача дел од своите ветувања, конкретно во областа на проширувањето, тука на сцената стапуваат Соединетите Американски држави кои што сакаат да ги потврдат не само билатералните односи со Македонија, туку и да го потврдат оној нивен континуиран интерес за стабилен Западен Балкан и негова инклузија во Европската унија. Овој стратешки диалог представува една потврда на добрите односи помеѓу двете држави кои што сега се и партнери во НАТО, да отвори нови области на соработка кои што досега не биле доволно искористени, односно потенцијалот во областа на економијата, образованието, културата и некои други области да биде целосно искористен и на тој начин да се потврди дека Македонија сепак има пријатели на меѓународната сцена, дека Соединетите Американски држави не само како партнери во НАТО, туку и на билатерално ниво се подготвени да ја покажат сета она позитивна енергија и потврда на добрите билатерални односи. Секако дека тоа не е компензација за почетокот на преговорите, меѓутоа добрите билатерални односи со САД можат да отворат нови потенцијали и да предизвикат дополнителни придобивки во нашата економија и во другите области кои што ги споменавме и на тој начин да се компензираат евентуално дел од загубите што ги трпиме со непочнувањето на преговорите. Откако балканските држави не му дозволија прелет на авионот на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и тој ја откажа посетата на Белград, Лавров рече дека НАТО и Европската унија сакаат да направат затворен Балкан. Некои тоа го протолкуваа како смртоносен бакнеж за иницијативата Отворен Балкан. Како вие гледате на тоа? Мислам дека од страна на Руската Федерација, па и од страна на некои други центри, на некој начин се пренагласи улогата на Македонија во целата оваа ситуација. Имено нашиот воздушен простор не може да биде клучен за допатувањето на рускиот министер за надворешни на Белград, знаејќи дека одлуката за забрана на прелет на руски воздухоплови е усвоена пред повеќе месеци со самиот почеток на руската агресија врз Украина и соседните држави на Србија, преку кои што евентуално би можел да допатува рускиот министер, веќе ги има затворено своите воздушни пространства за руските воздухоплови, а нашата држава, заедно со Албанија и Црна Гора, одамна ги имаше усогласено своите позиции со оваа позиција на Европската унија. Имено рускиот министер за надворешни работи би можел да допатува до српскиот воздушен простор и од друга страна, а не само од Македонија или од Албанија. Сметам дека со ова сценарио на некој начин се сакаше да се испровоцира влошување на односите помеѓу Србија и незините соседи, а во контекст на подобрувањето на односите кои што веќе постои меѓу другото и со иницијативата Отворен Балкан. Ова иницијатива за која што и деновиве имаше одреден напредок на самитот што се одржа кај нас е нешто што може позитивно да влијае пред се на економиите на нашите две држави, особено во ситуација кога нашата европска перспектива не е најјасна и не е тајна дека проширувањето на Европската унија и стабилизацијата на Балканот не секогаш е во согласност со целите на надворешните политики на некои други центри. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и вам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. До гледање.